Спортистите од Крива Паланка можат да се пофалат со подобрени терени за тренинг и палета дисциплини по нивниот вкус. Тие кои што веќе избрале, вредно работат со менторите и преку клубовите се представуваат себе и својот град во најдобро светло. Кривопаланечкиот карате клуб Шампион е меѓу најбројните според членството и меѓу најбогатите според витрините за трофии и одличја. Младите и поискусни спортисти на овој состав на 2 март во неделата учествуваа на квалитетен турнир во Србија, каде што заслужија полна торба медали. Градот Лесковац беше домакин на 14-тото издание на традиционалното интернационално карате надпреварување ИПОМ Куп 2014. Впрочем, овој настан веќе редовно е дел од распоредот на локалниот тим со кој тргнува надпреварувачката кампања, место каде помладите собираат искуства, а поискусните освојуваат трофеи. За реномето на собират говори податокот дека Лесковац на стартот на сезоната е мегдан за голем број клубови од балканските земји, со вообичаено учество на околу 700 спортисти. Така беше и овој пат, кривопаланечките представници беа дел од македонската селекција која се надпреварувала со ривалите од Црна Гора, Бугарија и со домакините од Србија. Честа на градот ја бранеле 20 на млади следбеници на древната јапонска боречка вештина од сите возрасти, предводени од тренерите Жарко Ангеловски и Степче Христовски. Честитки за врвните постигнувања од неколкумината кои вообичаено се издвојуваат по квалитет, меѓутоа забележителни се и настапите со кои помладите се трудат да напредуваат. Сите заедно се заслужни за оваа жетва на медали. Како и да е, ќе ги мотивираме најмладите кои подеднакво упорно тренираат, чекајќи можност која доаѓа токму на овие турнири. Вукашин. Вукашин, колку години имаш? 8. 8 години. Кој оделение е тоа? Второ. Колку време тренираш ти карате? Долго време, добро. Ајде кажи ми сега каде беше на надпреварување? Каде имаше турнир? Во Лесковац. Во Лесковац? Кој турнир ти е ова на тебе? Си бил предходно? Да. Си бил на колку? Памтиш или не? На колку турнири предходно си бил? На 3. На 3. До сега имаш ли медали освојувани? А овој пат освои нешто? Да. Што? Второ место. Во борби или во кат? Во борби. Во борби? Колку борби имаше ти? 2. Една победа, една загуба, така? Да. Памтиш која беше потешка? Втората? Добро. Задоволен ли си ти? Интересно ли беше тоа? Да. Петар, колку години имаш? 7. 7 години. Ти колку време тренираш, памтиш или не? Има една година? Има? Добро. На турнири си бил предходно? Да. На колку турнири си бил, памтиш? Да. Колку? На 3. И ти? Добро. Во Лесковац беше ли? Да. И што освои ти таму? Сребрена и бронзена. И сребрена и бронзена. Во што? Сребрената во кати, а бронзената во борби. Тебе што ти е поинтересно? Кати или борби? И двете. И двете ти се интересни. Борби, колку борби имаш? Колку борби се бореше? Една или две? Една. Добро, а во кати, која ката ја изведуваш? Хеншова. Тешка е таа? Не. Не е тешка? Планираш да продолжиш каратето? Интересно ти е многу? Лука, ти колку време тренираш карате? 3 години. 3 години? Значи ти долго време тренираш, си бил сигурно на многу турнири. Овој пат беше во Лесковац? Да. И таму интересно беше? Да. Кажи ми што освои? Прво место. Прво место во што? Во борби. Добро, кажи ми колку борби имаш? 2. 2 борби, 2 ти ги победи? Да. Која беше потешка? Памтиш против кого се бореше? Од кои земји беа противниците? Не. Не памтиш? А која беше потешка, се сеќаваш? Втората. Добро, ти кати тренираш или само борби? Борби. Борби, тебе тоа ти се допаѓа. А каратето општо ти се допаѓа за да продолжиш да тренираш долго време? Да. Јас се викам Андреј. Андреј, колку години имаш? 7. 7 години? Ти колку време тренираш карате? 1 година. 1 година? Ти се допаѓа каратето? Да. Си бил предходно на турнирите? Овој ми е прв. Прв пат беше на турнир? Да. И кажи ми сега, како си помена, интересно ли? Интересно беше. Имаше ли многу навод? И што направи ти, што постигна? Прво место. Прво место? Да. Во борби или во кати? Во кати. Браво, бе, прв турнир и прво место. Тешко ли беше? Не. То беше ли интересно, тешко? Беше многу интересно. Многу интересно? Да. Се израдува кога победи ти? Да. Дома се израдуваат твоите? Да. Па добро, планираш сега да продолжиш долго време да тренираш карате? Да. Добро, ти се допаѓа овде како е на тренинг? Да. Јас се викам Горан Симонова и имам 8 години. Горана, ти подолго тренираш карате, така? Колку време? Да, 1 година и нешто. Да. Интересно ти е каратето? Да, многу интересно. Си поминуваш убаво на тренинзите, значи? Да, супер. До сега си била на турнири пред овој во Лесковац? Да, на еден пред Лесковац. И сега во Лесковац како си помина? Многу добро. Што освои ти таму? Второ место, сребрен медал. Во кати или во борби? Во кати.
Во карате тебе ти е специјалност, повеќе сакаш тоа? Да. А се бориш во борби, се надпреваруваш или не? Па сега моментално учам борби. Аха, учиш борби. Која ката ја изведуваше ти? Изведував катата Хеан Шодан 2-3 пати и Хеан Нидан еднаш. Тешко ли е тоа да се научи? Колку време ти ја подготвуваше пред да отидеш таму? Па најмалку една недела. Значи не е лесно да се подготвува карате, Да. така? Планираш да продолжиш ти во на карате да тренираш? Да. Се викам Сергеј, имам 8 години. Сергеј имаш 8 години и ти подолго време тренираш, колку време? 4 години. Дури 4 години. До сега си бил сигурно на многу турнири. Овој пат во Лесковец беше ли интересно? Да. Добро, што освои, ќе ни кажеш? Прво и второ место. Значи ти беше и во кати и во борби, така? Во што и во двете места? И... Прво остави во кати, а второ во борби. Добро, во борби колку борби имаше? Една. Само со еден противник се направуваш? Добро, а што ти е тебе интересно да се направиш во кати или во борби? И две. И двете ги сакаш. Планираш да продолжиш и ти да тренираш карате? Алексе се викам, имам 8 години. Добро, Алексеј, колку време ти тренираш карате? 4. 4 години тренираш, значи многу одамна ти тренираш карате. Колку турнири имаш до сега за тебе? Две. На 2 турнира си бил. Да. А на овој во Лесковец што постигнеш? Па прво место. Прво, во борби или во кати? Во борби. Ти кати вежбаш, Верно. ама во борби ти е поинтересно. Да. Со колку противници се бореше? Со 2. Со двајца. Еден си победил, а другиот си загубил. Против кој беше потешко, паметиш? По вториот. Планираш да продолжиш ти карате да тренираш веднага? Да. Интересно ти е овде? Да. Има ли што да се научиш? Да. Јас се викам Виктор Петковски. Виктор, колку време ти тренираш карате? Околу една година. Околу една година, а колку години имаш? 8 години. Добро. Кажи ми, беше ли на турнирот во Лесковец? Да. Претходно си бил на турнири или не? Да. Значи овој кој ти беше поред, памтиш? Втор турнир. Имаш ли освоено медал? Не. Зашто не освои во Лесковец медал? Зашто треба повеќе да вежбам овде. Треба повеќе да вежбаш и ќе вежбаш повеќе? Да. Ветуваш? Се разбира, поразговаравме и со поискусните членови, со повеќе трофеи од колку години. Тие се оние на кои новајлиите се угледуваат. Во Лесковец поминавме одлично, сите земавме медали. Добро, ти Јас се земав, бореше, да, трето место, каде што имаше судиска неправда. Значи можеше малку и подобар пласман да. Да. Сепак интересно ли е ова, дали е вредно искуство за помладите учат ли на вакви надпреварувања? Да, тоа е едно искуство за сите нас. Добро. Кико кажи ми, ти се бореше во кати, во што се надпреваруваш? Се натоварува во 4 категории, освен исто така 4 медали, 2 златни и 2 бронзови. Добро, ти тренираш веќе 8 години, ваквите турнири ти помагаат ли да ја одржиш форма? Да, играм искуство. Јас се викам Кирил Стевански, тренирам 5 години. Кире, ти тренираш 5 години, Да. си бил на многу турнири си Да. Овој турнир како повеќе? По турнир поминав добро, во борби екипно земав трето место. Во борби екипно трето место. Да. Ти кати тренираш или само борби? Одев и во кати, а сега одим во борби. Планираш да тренираш подолго? Да. Јас се викам Александар Александар, Георгиевски. ти колку време тренираш? 2 години. 2 години тренираш, задоволен си до сега како течат тренинги, како Задоволен напредуваш? Па добро. Научи доста? Да. Беше ли во Лесковец ти? Да. И кажи ми како помина таму? Во турнирот беше добро, јас освоив трето место борби екипно. Во трето место колку всушност борби си имал ти? 2. Две борби, една победа и еден пораз. Да. Беше ли тешко да се дојде и до тоа трето место или? Не. Планираш да продолжиш да напредуваш, карате да тренираш и во идна? Да. Ти се добаја? Да. Повеќе си за борби или за кати? За борби. Јас сум Петар Струковски, Петар Стрговски, колку години имаш? ја имам 13 години, А од кога тренираш? Колку време? па од прилика 3 месеци. 3 месеци само Да. тренираш? Да. Добро, на колку турнири си бил до сега? Па до сега само на еден. До сега само на Во овој, како Лесковец, да. помина во Лесковец? Па добро беше. Освои нешто таму? Да. Во што се направиш кати или борби? Борби екипно. Колку борби имаш? Па имав една екипно и една поединечна. И што рече дека освои? Трето место, да. Добро, ти пред само 3 месеци почна да тренираш. Зошто толку касно е? Некој има по 5 години. Што те реши да Па ти почнеш? поради тренираш? некои причини не можев ништо да освојам во кошарката, па решив да се запишам на карате. А значи ти од кошарка доаѓаш во карате и сега како ти се допаѓа? Па мислам дека е добро за сега. Планираш да продолжиш значи Да, во карате? сега, да.
На тренинзите интересно е овде, различно од кошарката? Да. Ајде, кажи ни како помина во Лесковац? Добро беше, учествував во борби екипно и поединечно. Во борби екипно што направи, па што направи поединечно? Во борби екипно трето место освоивме, со групата во поединечно изгубив. Поединечно значи немаш ништо никакво. Задоволен си ти од тренинзите, од сето она како напредува твојата форма? Знаем дека тренираш повеќе спортови, планираш ли со каратето да се занимаваш? Да. Значи планираш да се посветиш на карате? Да. Кој следен турнир ве очекува? Во Власотинци. Во Власотинци ќе учествуваш ли? Да. Добро, се подготвувате значи за таму. Да. Пожелавам многу успех. Ева Величковска, Колку години имаш? 10. Добро, ти? Милена Становска, Ти колку години имаш? 11. 11. Колку време тренираш ти карате? 2 години. 2 години си била на многу турнири до сега? Да, на првиот турнир освоив прво место во борби, а сега трето место во борби. Сега во Лесковац трето место. Да. Ти само борби тренираш или? Борби. Кај ти тренираш? Не. Добро, ти се допаѓа каратето значи? Да. Добро, тебе сме те снимали и претходно, кажи ми ти како помина во Лесковац? Добре. Што имаш освоено? Прво и трето место. Во? Прво во кати, а трето во борби. Добро, што повеќе сакаш ти, кати или борби? По двете. И двете ги тренираш подеднакво? Да. Задоволен од тоа што младите членови се истакнале и со пофалби за поискусните, тренерот Жарко Ангеловски вели дека овие традиционални надпреварувања се одлични за сите негови ученици. Кај и оваа година, кажавте, традиционално учествувавме на турнирот. Задоволни, може да се каже дека сме и презадоволни. Со оглед на тоа дека половина од надпреварувачите од клубот беа дебитанти, за прв пат настапуваат на турнир, за прв пат гледаат што е тоа воопшто турнир, правила, судиски, атмосфера. Првата трема да ја скршиме мразот, успеавме дури од најмладите да ги добиеме и најдобрите резултати. Значи ова е големо искуство за нив, со колка експедиција таму заминавте, а колка конкуренција имаш? Таму заминавме 21 надпреварувач, конкуренцијата не беше слаба, имаше околу 630 надпреварувачи од 4 земји. Во секоја категорија можем да кажем дека мораше да се поминат барем под 4-5 надпреварувачи за да се стигне до медал. Значи сепак многу важно за да го видите, да го почувствувате, како што кажа. Ние присуствувавме на тренинг на кој што се подготвувате, всушност се одржувате формата за следно надпреварување, каде одите следно? Следно надпреварување ќе ни биде исто традиционален турнир во Република Србија во Власотинце. И таму очекуваме да го повториме резултатот, па и дури подобри резултати од минатата година. Одличната низа успеси Ангеловски очекува да ја продолжи веќе на 23 март на интернационалното надпреварување во српскиот град Власотинце, зашто ќе можете да следите доколку бидете со Златен канал и со локалните шампиони.